Овој пат решив да ви се обртам од природа и како што би рекол нашиот народ, заврна дожд, баксус. Но нашиот народ има и многу други вакви слични верувања за тоа дека те прати среќа или несреќа. Не само во врска со времето, него и со секое едно наше однесување или можеби надевање на некаков предмет. Ако, например, го гледате квизот со Лила Филиповска, се или нешто, прво прашање што Лила ќе им го постави на гостите, на учесниците е дали носиш некаков предмет за среќа, некаква амајлија. И ќе ви набројат различни работи. Некој носи детелина со 4 листа, можеби некој крвче, некоја паричка што му е дала баба му. Сите овие работи ги држат за да им чуват наводно среќа. И обратно, нашиот народ верува дека има и работи што ќе ти носат несреќа. Например, ако помине црна мачка преку пат, тогаш не оди по таа улица зашто ќе ти донесе несреќа. Ако скршиш огледало и многу други нешта. Сите овие работи кај нас всушност се познати со еден збор – суеверие. Суеверието е застапено не само во Македонија, не само кај нас, него кај сите народи насекаде. И можам да кажам дека тоа е универзално застапено во сите култури. Го има во најразлични облици, најразлични форми и тешко е денеска да ги наброеме сите суеверија и да ги поминеме, но можеби можеме да се обидеме да дадеме некаква дефиниција, некаква рамка на тоа што е суеверието. Суеверието постоело од секогаш, дури и во Библијата ќе сретнеме случаеви каде што апостол Павле, например, кога проповедал во Атина, тој им се обратил на атињаните и рекол: гледам дека сте многу суеверни. Гледајќи на киповите, на статуите кои што ги имаат, обидувајќи се да обожаваат се и сешто. Дури кога му се обраќа на Тимотеј, апостол Павле му кажува на едно место, запишено во прво послание до Тимотеј, вели вака: како што те молев кога одев во Македонија, да останеш во Ефес, да им заповедаш на некои луѓе да не поучуваат поинаку и да не обрнуваат внимание на митови и бескрајни родословија, кои повеќе потикнуваат препирања, отколку подкрепа на Божјата управа која е по верата. Овој збор овде, да не обрнуваат внимание на митови, на многу места дури е преведено да не обрнуваат внимание на басни или бабски приказки или на суеверни нешта. Апостол Павле всушност му заповеда на Тимотеј да се држи до здравата вера, а да не обрнува внимание на работи кои што се празна, суетна вера. Да не обрнува внимание на суеверијата или да им каже на луѓето да не држат, да не веруваат во суеверија. Но што е тоа суеверие? Како да го дефинираме? Речниците обично го дефинираат како ирационално верување, верување во нешта кои што не се според здравиот разум, или пак по-конкретно некои го дефинираат како верување во нешта кои што ќе носат среќа или несреќа. Ние ќе се обидеме денеска да го дефинираме суеверието од христијанска перспектива, од библиска перспектива и не само тоа. Ќе се обидеме да дадеме неколку рамки во кои што ќе го препознаеме суеверието и ќе се обидеме да објасниме зошто ние како христијани не треба да веруваме во сите овие работи кои што сме ги препознале како суеверие. Зборувавме за тоа дека суеверието е тешко да го дефинираме, но една од работите што може да ги препознаеме кај суеверието е дека тоа е релативно и не е засновано на факти, тоа е ирационално. Ако испитаме некој од суеверијата, ќе видиме дека, што би рекле нашиот народ, не држат вода. Еве една од работите, например, кога икаш, луѓето знаат да кажат дека некој мисли на тебе или некој те зборува. Замислете, јас сега ако почна тогаш нашиот народ одмак ќе каже: о, сега во моментот некој те зборува. Но ако тоа е вистина, тогаш замислете
Што е со политичарите, со глумците, со јавните личности? Кога тие би престанале да икаат? Па нив секој ден некој ги зборува. Секој ден и во секој момент некој ќе спомне. Некој од политичарите, можеби од глумците, од познатите пејачи. Тие никош не би престанале да икаат. Или ако се искиваш, тогаш знаат да кажат некој те опцу. Тогаш треба политичарите постојано да киваат. Не дај Боже, нели? Но ова само ни покажува дека суеверијата најчесто се ирационални. Дури и не само тоа. Некои од нив се спротивставени едни со други. Ако испиташ кај еден народ што верува нешто, најчесто ќе најдеш дека другиот народ го верува спротивното. Да речеме, кај нас порано нашите луѓе ставале имиња на своите деца со цел да ги заштитат од некакво зло. Ти знаеле да кажат дека на малото дете кој што ќе се роди името ќе му биде Стојан за да стои, да биде здравко за да биде здраво. Но постојат племиња во Африка каде што намерно на децата им дават обртни имиња за да ги заштитат повторно од злото. И имиња кои што се дури и непријатни, како можеби ѓубре, како можеби ѓаволче или што и да е, за да едноставно не му бидат симпатични на ѓаволот и да не се заинтересира за нив. Овде гледаме спротивставени верувања. Некои од суеверијата се засновани можеби на настани или случаи кои што имат основа во реалноста, се засновани на вистински настани, но подоцна нивното значење се променило. Едно такво верување е верувањето во потковицата дека носи среќа. Денеска ќе го сретнете кај многу народи, па и кај нас знаат македонците да стават потковица на нивната куќа, на нивниот трактор, автомобил, што и да е. Но знаете ли од каде потекнува ова верување? Всушност во древна Кина феудалците, оние кои што биле богати, сакале да се истакнат, како и денеска што сакат често пати оние што имат пари да покажат дека ги имаат. И еден од нив дошол до идеја на својот коњ да направи златни потковици. И налбатинецот кој што ги изработил потковиците од злато, му ги заковал на неговиот коњ. Тоа го виделе другите богаташи и решиле и тие да го направат истото. Им изгледало нешто интересно и достојно за пофалба. Но што се случувало, бидејќи златото е мек метал, потковиците често пати отпаѓале од копитото на конјот. И кога некој обичен селанец ќе најдел таква потковица, замислете, тоа било вистинска среќа, да најдеш златна потковица. Со една таква потковица во тоа време можело едно сиромашно семејство да преживее повеќе месеци, па дури и година. И овој човек кој што ќе ја најде потковицата знаел да отиде дома и да каже: "Еј, денеска бев среќен, најдов златна потковица." Ќе ја продале потковицата, ќе земале пари и ќе живееле од тие пари. И луѓето почнале да бараат такви изгубени златни потковици. И многумина од нив наоѓале потковици што ќе ги загубели и другите богаташи од нивните коњи. Но и богаташите бргу се свестиле и виделе дека така, ако продолжат, ќе го загубат сето свое богатство и решиле повторно да се вратат на старата пракса. Коњите се их потковуваат со обични метални потковици. Па сепак останала изреката: "Среќен си ако си најдеш потковица." Сега да бидеме реални. Навистина биле срекни оние што нашле златна потковица. Но останатите кои што наоѓале метални потковици, дали може да се пофала дека биле срекни? Што? Среќа ќе им донесе една зараѓавена потковица. Но поговорката продолжила и денеска, без да го знаеме вистинското значење на оваа поговорка, од каде потекнува, ние сулудо веруваме дека и една рѓава потковица, ако ја најдеме, ќе ни донесе среќа, не сваќајќи дека тоа се однесува само на златна потковица. Денеска би можеле да кажеме дека сум среќен ако најдам 100 евра на улицата. Но дали ќе сум среќен ако најдам некаква банкнота од времето на Југославија која што не вреди ништо? Затоа треба тука да ја направиме разликата кога
зборуваме за суеверие. Ако анализираме и некои други познати суеверија, ќе видиме дека и тие може да имат основа во нешто кое што е логично, но правецот на верувањето отишол во друга насока. Еве едно такво верување кое што го има кај нашиот народ се однесува на тоа кога ќе се роди мало бебе. Нашиот народ знае да каже 40 дена не треба никој да го посетува, затоа што можеш да го урочиш или зли духови да го нападнат и што и да е. Но причината за да не се посетува мало бебе, барем првите 40 дена, била сосема друга. Знаеме сите дека бебето на почеток е нежно, има слаб имунитет и дека не е добро, особено кога некој е болен, настинат, грип, еве дури и сега кога е сезона на вируси, да го некој посети тоа бебе и потенцијално да го зарази. Докторите се обидувале да го објаснат тоа на простиот народ, но тие не го сваќале. Која е причината зошто кога бебето е мало, треба да не го посетуваат луѓето. И затоа тие си нашле свое објаснување, дека можно е да му донесеме некаква лоша среќа, да го урочиме или што и да е. Но повторно ќе кажам, една од првите филтри, едно од првите тестови дали нешто е суеверие или не е, понекогаш ќе откриеме дека се коси со здравиот разум или не држи вода. Еве ќе земеме уште еден пример. Ако веруваме дека кршењето на огледало носи 7 години несреќа, дали сте влегле во дуќен на стаклар? Тој секој ден е во ситуација да мора да крши огледало, за да може би го оформи, да го исече, да го направи за прилагоди на рамката, тој мора да скрши одредени делови. Ако кршењето на огледало носи несреќа, тогаш не би постоел стаклар кој што ќе има барем една година среќа. Рековме дека првиот тест дали нешто е суеверие е да провериме дали тоа се коси со здравиот разум. Суеверието најчесто е ирационално, спротивставено на фактите, многу пати контрадикторно на самото себе си. Но за нас христијаните вториот тест е уште поважен, а тоа е дека суеверието е спротивно на зборот Божи, спротивно на Библијата. Без разлика, едно верување, колку и да има примеси или облик, форма на нешто библиско, доколку е спротивно на она што Библијата го учи, ние не треба да го прифаќаме. Кај нашиот народ постојат многу такви верувања кои што изгледаат христијански, изгледаат библиски, но немат основа на Словото Божјо. Едно такво верување, например, е тоа дека душите на мртвите се шетаат 40 дена после нивната смрт. Може би ова верување потекнува тоа што Исус кога воскресна 40 дена беше со своите ученици. Но никаде не пишува дека сите останати имат таква предестинација. Никаде не пишува дека секој еден друг кој што ќе почине, а уште повеќе и не воскресна, дека неговата душа се шета 40 дена на земјата. Или пак верувањето кој што го спомнав на почеток, во некаков вид амајли, можеби предмети кои што ние веруваме дека ќе ни носат среќа. Кај нашиот народ е сироко распространето дека ако имаш дома крст или икона, дека тоа ќе ти донесе среќа или ќе те заштити. Но повторно, ако ја проучиме Библијата, ќе видиме дека никаде Бог ниту такво нешто ни заповедал, ниту не охрабрил, ниту ни ветува дека ние ќе бидеме заштитени само за тоа што во нашата куќа имаме икона или крст. Дури постојат примери во Библијата каде што се случувало сосема обратното нешто. Например, во Стариот Завет, израелскиот народ се надевал дека секогаш кога ќе го носи ковчегот на заветот, Божјото присуство ќе биде со нив. И на почеток Бог бил со нив, да. Но кога Божјиот народ почнале да грешат, да живеат во грев, Бог решил да ги напушти. И во една следна битка, кога израелскиот народ требало да се соочи со непријателската војска,
Тие решиле со себе да го понесат и ковчегот на заветот. И одејќи во таа битка тие били уверени дека ако ковчегот на заветот, овој свет предмет, е со нив, тогаш Божјото присуство ќе биде со нив и нема никој да ги победи. Среќата ќе биде со нив и тие ќе бидат заштитени. Но се случило сосема обратното. Тие доживеале страшен пораз. Дури ковчегот на заветот бил запленет и им бил одземен од непријателот. Ова е само еден од многуте примери во Библијата кои што ни покажува дека ние не треба да се надејаме на предмети, туку да се надејаме на Бог. Кај нашиот народ исто така постои верување дека ако некој почине, тие можат да комуницираат со него. Дури многу луѓе веруваат дека на небото може тоа момче, доколку починало младо, може на небото и да се ожени. Има случај кога разговара со една личност и таа сподели дека незиното починато дете и се јавило на сон и побарало таа да му однесе прстен затоа што на небото си нашол убава девојка и сака да ја даде прстен и да ја ожени. И таа ме праша дали ова нешто е во ред, дали овој сон е од Бога, дали да навистина однесе прстен на гробот на незиното синче затоа што еве дошло ред тој горе да се ожени. Јас си кажав дека овој сон не може да биде од Бога, затоа што ако читаме во Библијата, Исус кога разговараше со фарисеите и седукеите, тој јасно им кажа дека на небото нема да има брак. Тој рече, зар не ги познавате писмата, дека на небото нема да се жениме, нема да стапуваме во брак, туку ќе бидеме како ангелите, ниту ќе се мажиме, ниту ќе се жениме. Затоа е многу важно ние како христијани да го познаваме писмото. Јас можам да ви набројам уште многу други работи, некои од нив ги имам дури и запишано, но ако забележиме дека овие работи се спротивставуваат на Светото Писмо, тогаш треба веднаш да ги отфрлиме ваквите верувања, да ги препознаеме како суеверија. Постои исто широко распространето верување дека кога некој рибар оди на риба, ние не треба да му посакаме среќа, туку сосем обртно, треба да му кажеме ајде нога да скршиш. И тоа ќе му донело наводно повеќе среќа отколку да го благословиме. Колку и да наоѓеме некаква логика или објаснување за ова, мораме да признаеме дека некако умот ни кажува дека ова не е во ред. Па и ако погледнеме од Светото Писмо, ќе видиме дека таму Библијата учи дека ние треба да ги благословуваме луѓето, а не да ги колнеме. Не можеме на некој да му посакаме несреќи и да очекуваме дека тој сушност за тоа нешто треба да се радува. Апостол Павле вели благословувајте ги, а не колнете ги луѓето. Ова се само неколку примери и како што кажеш на почеток, сигурно ќе можеме да најдеме уште многу. Но важно е за нас, кои што се нарекуваме христијани, секој едно верување, дали тоа ќе е народно, дали твојата баба ти го пренела, или твојата мајка или татко, дали тоа е со векови кај нашиот народ, треба да го проверуваме ако сме христијани преку Библијата. Ние можеме да кажеме, ама тоа е наша традиција, тоа е наше верување, но ќе дојде момент кога ќе треба да пресечеме. Или ќе го веруваме Словото Божјо, или ќе веруваме она што кај нашиот народ низ фолклорот со векови обстојува, но е препознаено како суеверие. Ќе погледнеме и уште еден трет тест, трето нешто кое што го дефинира суеверието како такво. Уште една трета работа кое што го дефинира суеверието и ни покажува дека е погрешно да веруваме во такви нешта е тоа што суеверието не е засновано на морал и на правда. Да, токму така. Суеверието не го интересира дали нешто е исправно или во ред. Без разлика дали си ти најголемиот криминалец на овој свет. Ако ти имаш во себе си детелина со 4 листа, Бог треба да ти обезбеди тебе среќа и заштита. Зарем не? Без разлика дали ти си најголемиот убиец, ако носиш со себе си икона или кршче или ланче,
со некаква сијамајлија, тогаш ти треба да бидеш заштитен. Кажете ми, каде е тука правдата? Каде е тука моралот? Дури, како што спомнав и претходно, ако јас треба на некого да му донесам среќа кој што оди на риба со тоа што ќе го проколнам и ќе му кажам нога да скршиш, каков морал има во ова нешто? Нашиот народ исто така има едно друго верување, кога ќе видиш вели убаво бебе, ти треба да му кажеш пу да го серат кокошките, или пак понекогаш дури и треба да го опцуеш за да му донесеш среќа. Јас се прашувам, што добро има во тоа да некој го колнеш, да опцуеш или да го навредиш? Затоа, овде гледаме дека нема никаков морал во суеверието. Нема спроведување на некаква правда. Најдов на еден интересен пример, не знам колко е вистинит, но станува збор за времето на царска Русија, за човек кој што бил многу силен криминалец. Правил пустош насекаде, убивал, колел, бесел и бил многу баран низ Руското царство. Најпосле го фатиле и му пресудиле со смрт. Но кога требало да му е сечат главата, джелатот нормално замавнал со секирата и секирата застанал на неговиот врат, но вратот никако да се пресече. Тогаш джелатот замамнал уште еднаш. Секирата повторно застанала на вратот на овој озогласен криминалец и убиец, но вратот останал непресечен. Кога секирата и по трет пат замавнала и криминалецот повторно останал, овој Арамија останал жив, побарало него да им каже во што е тајната. Ни на крајот тој признал, рекол, добро ќе ви кажам, еве јас со себе носам едно писмо и го извадил писмото од неговото палто и рекол, ова писмо е директно од мајката Божја. И секој кој што ќе го носи ова писмо е заштитен и нема да му се случи никакво зло. Ниту куршум го фаќа, ниту секира, главата му е сече, ниту меч го пробива. Кога разборот за тоа царот, тој наредил вакво писмо да се умножи и да се подели на сетова негова војска за да бидат и неговите војници заштитени. Ние ќе слушнеме ваква приказка и ќе се насмееме, нели, ќе речеме ова не е можно. Но верували или не, и ден денеска кружат такви писма. И јас сум добивал дури на интернет писмо од мајката Божја. И ако ова писмо го испечатиш и го чуваш, нема да се случува никакво зло. И се прашуваме, добро, може ли еден човек со здрав разум, човек кој што е посветен на праведноста и на моралот, побожен човек да верува вакво нешто? Можеме ли да веруваме дека Бог би заштитил и најсуров криминалец, Арамија и безбожник, само ако тој во себе си носи писмо, наводно писмо од мајката Божја? Јас искрено не можам такво нешто да прифатам. И токму затоа велам дека суеверието можеме да го препознаеме и по тоа што тоа не се замара и не се заснова на етика и на морал. Тоа не негува морални вредности и правда. Суеверието не го интересира дали ти си криминалец или не, дали си побожен или не. Ако ти ја носиш амалијата со себе, ти наводно треба да бидеш заштитен и дури и Бог треба да ти даде среќа. Тоа е нешто кое што е спротивно на Словото Божјо. Во Библијата, ако читаме во Псалм, во Псалмот пишува среќен или благословен е оној човек кој што се надева на Бога. Или пишува дека благословени и среќни се праведниците, а не оние кои што носат амајлија. Па ајде за крај да сумаризираме. Рековме дека суеверието како прво не се заснова на здравиот разум и на факти. Често пати можеби основата му е исправна, но потоа забегува во нешто погрешно. Или пак самото верување знае да биде спротивно на оно што е здрав разум. Второ, рековме дека за нас христијаните посебно е важно дека суеверието е спротивно на Светото писмо
иако многу суеверия имат християнски облик, тие никаде не се заповедани, ниту подкрепени од Библијата. И трето, зборувавме дека самото суеверие често пати го подкопува моралот и етиката, затоа што тоа не се замара дали некој човек е праведник, побожен, дали е морален човек или личност. Важно е да ти го имаш тој предмет кој што наводно носи среќа или практикуваш нешто што сметаш дека ќе те заштити. Тоа е сосема спротивно на оно што Библијата ни окажува. Насекаде гледаме дека Бог ги благословува, Бог ги заштитува и чува праведниците. Рековме дека во псалмите пишува дека среќен е не оној човек кој што носи амајлија, среќен или благословен е оној човек што се надева на Господа. Дури и самиот Исус во неговата проповед на гората вели благословени се оние што жеднеат и копнеат за правда. Тие луѓе се благословени, тие луѓе се среќни, заштитени, врз тие почива Божиот благослов, не оние кои што имаат амајлија. Не оние кои што ќе чукнат 3 пати во дрво, или ќе кажат пу-пу, или што и да е. Затоа, испитувајте ги верувањата. Не прифаќајте секакво верување, се што ќе ви се сервира. Јас тука би ти поставил и тебе едно лично прашање. Дали ти си суеверен? Има ли во твојот живот верување кој што не се совпаѓа со Светото Писмо, кој што сите овие 3 филтри кои што ги спомнавме не може да ги помине? Може би ти си закачил некакво верување од нашата традиција, од нашиот фолклор, може би гледајќи некој филм, читајќи тука и таму од некаква литература и си држиш нешто што сметаш дека ќе те прави среќен. Може би дома си имаш некаков предмет, амајлија, може би тоа ќе е урочливо око што си го купил на пат за Турција, или пак нешто друго, може би бело каменче што ти го подарила бабата. Што и да е. Денеска научивме дека тоа не е услов за среќа и дека најважен услов е да се држиме до Светото Писмо и да живееме свет и праведен живот. Самата Библија учи дека Божјата заштита е врз оние кои што имат страв Божи, кои што живеат праведно и свето. И тоа треба да ни е пред се важно на нас. Ако сакаме да бидеме заштитени, да бидеме среќни и благословени, треба најнапред на тоа да се фокусираме. Постојат илјадници суеверија низ светот. Реков на самиот почеток, ние не можеме да ги наброиме сите, дури и мојата намера не е да ги спомнам сите во ова излагање, него да научиме принципи, како да ги препознаваме, да знаеме зошто е погрешно да веруваме во суеверието и како христијани да се држиме пред се до Словото и до светиот и праведен живот. Ако ја познаваме вистината, многу полесно ќе ја препознаеме лагата или погрешното, суетното, празно верување. Нека Бог ве благослови во барањето на среќата, благословот и заштитата, да не се подпирате на суеверијата, да не се подпирате на лесен начин на доаѓање до среќата со тоа што само ќе си купите некаков предмет и ќе кажете сега сум обезбеден. Нека вашата подрака по среќа, по заштита од злото, од неволите ве донесе директно до Господ Исус, бидејќи само Тој може да ве заштити од сатаната, само Тој може да ви го даде вистинскиот благослов и да ви го донесе вистинскиот мир и среќа. На едно место апостол Јован рекол: не плашете се, бидејќи оној што е во вас, мислејќи на Светиот Божји Дух, е посилен од оној што е во светот. Божји Дух може да живее во вас само ако сте негови и му припаѓате на него. Само ако твојот живот, твоето срце си му го доверил во молитва на Господ Исус. Ако си ги исповедал твоите греови и си рекол: Исусе, сакам од денеска да ми простиш, сакам да живеам за тебе, да верувам во тебе и да го следам твојот пат. Тогаш ќе имаш Божјата заштита и Божјиот благослов. Нека Бог те благослови да можеш да донесеш исправна одлука и да ги препознаваш оние нешта кои што се спротивни на Светото Писмо. Имајте
пријатен и благословен ден. Амин.